кој беше моментот што вас лично ве натера да се влюбите во астрономијата? Дали беше некоја приказна што ја имате слушнато, книга што имате читано, филм? Јас сум роден 64-та година и тоа веќе почна вселенска ера. Моментот кога ја веќе знаев на околу мене, тогаш беше популарна мисија Аполо 11 кога се спуштивме на месечина. Така да тоа беше, да кажеме, прв иницијален момент кога вселената влезе во мој живот, да речеме. Втор момент е тоа што често одев, особено летни распусти, одев кај баба ми, дедо ми село, во тие, ајде да кажеме, 60-тите, почеток на 70-тите години минатиот век. Можеше да се види нешто што денеска на ретки места може да видиме, тоа е чисто небо без светлинско загадување. Значи, во целото село има само куќи може да си дозволат да имаат сијалици, тоа баш во моја куќа имаше цели 3 сијалици. И може да се посматра небото без... Да, значи можете да излезете сосема во вашиот двор и да го гледате небо онако како што го гледале, да речеме, Сократ или Платон. Значи сосема незагадено. Денеска тоа е невозможно. Ги паќавте ли тие патерни, тие шеми на небото? Не, во тоа време сигурно не, во тоа време сигурно не. Само фасцинацијата. Од време ќе видев метеор, пошто тоа беше, да кажеме, нешто што можеше да се препозна и тоа се сеќавам. Но меѓутоа интересно што не се сеќам за авионите, речиме денеска. Може би тогаш авиосаобраќајот не бил толку болен особено во тие ноќни часови летат. А денеска, речиме, тоа ни е баш она. Не само што ги гледаме, веќе почнавме да ги слушаме над нашите глави, така да 50 на 40-50 на година подоцна. Од оваа перспектива, жар, кој ќе погледам горе, буквално се чувствувам како дом. Што е тоа што би сакале луѓето да го знаат за вселената? Пред се да им дека живееме во една огромна вселена, дека сме ние само едно мало зрнце песок во тоа една огромна вселена, меѓутоа никако не смееме да заборавиме дека ние луѓе што живееме на оваа планета сме многу важни. Зошто сме важни? Затоа што сме успеале да осознаеме се оно што сме осознали, да знаеме онаква вселена каква што е сега, до пред неколку стотици години, па може сега да кажи десетици, ајде, некој ќе каже и денеска. Општо верување било дека земјата е топка, земјата е плоча, дека живееме овака или онака. Денеска имаме сосема еден нов свет, свет дека и универзум кој е многу поголем. Допред само 100 и неколку години луѓе мислеле дека целиот универзум е наша галаксија. Од Едвин Хабл пред 100 и колку 3 години, сега веќе тоа се изменило, човекот открива нешто епохално, дека всушност дека нашата галаксија е само една од милиарди и милиарди галаксии во нашите. Денеска знаеме дека тоа што гледаме во вселена е само еден дел од вселена што ние можеме да видиме. Нешто на аналогија е, рецимо, вие сте во чамец на отворено море, се околу вас е океан или море, што и да е. И вие знаете дека постои цел еден огромен свет, ама вие не можете да го видите. Значи, се од тоа што е позади хоризонтот, тоа што е земја топка, па не можеме да видиме, нешто слично се случува и со универзумот. Значи, ние гледаме само, и затоа ние кажуваме дека имаме видлив дел од универзум. Значи, универзум што го гледаме. Оно што не го гледаме многу поголемо. Да. И вака кога го имате сето ова предвид, ве подразочарува ли малку дека голем дел од луѓето се уште се суеверни во однос на звездите, во поглед на тоа што им носат, што им кажуваат, начинот на кој што го толкуваат и универзумот и поставеноста на планетите, на звездите, на месечините, на кои сме ние во вселената? Не зачарува тоа што стрелката на времето се свртува надолу, место да идеме напред, ние одиме назад. Мојата генерација на луѓе и тоа образование што сме имале ние е каде понапредно во однос на тоа што имаме денеска. Зошто мислите дека тоа се случува? На што се должи? На помало ниво на информираност? Мислим дека тоа се и социолошки и политички се може да се нагледува. Тоа мислим дека политичарите ги охрабруваат луѓето да не знаат. Да не... Зашто е полесно за манипулирање? Да.
тука мора да се спомне религија како еден од најголемите чинители каде што луѓето се заведуваат да веруваат и од мали деца во некакви си. Да ви кажам нешто, јас се сеќавам како мал, јас сум бил на тие ритуали кај сме се излеле по Коледе, сме скокале преку огни и така натаму. Меѓутоа образование се уште беше доволно солидно за да не држи на прав пат. Кој според вас астрономско откритие би кажале дека е исклучително важно и е неверојатно и би требало да ја покрие секоја фасцинација од, да речеме, хороскопите? Па да почнеме историски, прво може да кажеме дека Ератостен кој пред 2200 години со чисто размислување утврдил дека земјата е топка, од проста причина што отишол да се напие вода во еден бунар во Сиена во Египет. Што видел? Видел сонцето директно над него. Значи видел буквално сонце во бунар. Тоа значи дека сонцето му било тоа што ние викаме зенит, значи точно над него. Во истиот ден Обелиск во Александрија фрлал сенка. Значи не било сонцето таму, значи овдека имаме право, овдека имаме сенка. И од тоа еден експеримент човекот направил, ајде на овие каравани ќе ви дадам пари, а вие изброите колку чекори имате од Сиена до и измерил дека земјата е топка со грешка од 1% пред 2200 години. Селена влие на нас. Како? Со космичко зрачење, да речеме. Тоа е едно зрачење. Сонцето што е денеска, нели овие денови го гледаме, ама тоа не е нешто што на сонцето не се случувало пред 1000 милион години, било жештини тогаш и во минатото. Сега живееме во некаква сиера каде што имаме глобално затемнување. Имало и потопли времиња во историјата на оваа планета. Ама еве сега живееме во оваа каде што се навистина сами сме си виновни за ова што си го правиме. Затоа што сме алчни за некои си рудни богатства и онда особено нафта, нели ја гориме и така натаму. Но тоа е тоа. Еве да кажеме Едвин Хабл, што ви го спомнав мало пред 103 години, ние сме мислеле дека целата научна, да кажеме, свита било као мејнстрим мислење дека целата нашата вселена е наша галаксија Млечен пат. Сега да ви кажам чисто колку е тоа големо откритие, замислите дека ние мислиме дека цела вселена е наша Македонија. И дека ние знаеме, имаме светло кумало, имаме светло прилеп, и тоа го гледаме, нели, као, нели, и сега ние мериме, имаме начин да измериме 30 км ми е, да речеме, Куманово, 150 км ми е Прилеп, 170 ми е Битола, Гевгелија исто толку, и јас знам тоа. И сега Едвин Хабл што направил, земал еден ден да гледа во една галаксија која се вика Андромеда, тогаш била само позната како спирална маџина, и наоѓа сијалица, тоа е исто паралелно како да ние сега видиме сијалица во Москва или подалеку, на Марс. Тоа во естаблишмент ќе кажете, па наука тоа би требало се прифати одма. Цели 10-15 години требало тоа откритие поминели сите тие филтри во науката, нормално да се скршат естаблишментите, затоа што не е лесно, баш ни наука не е баш имуна на естаблишменти, на позициите, чување на професорски позиции, така натаму. Се уште тоа и денеска е така. Така да големите откритија си чекаат своето време да наоѓат како ќе пробијат таа вистина да излезе. И одеднаш нашата вселена која била негде само околу 100.000 светлосни години станува речиси бескрајна. Не е бескрајна, има голема. Сега знаеме дека оној дел од вселена што го гледаме е негде околу 23 милиарди светлоски години диаметар, да кажеме, или 46,5 милиарди во радиус. Тоа е исто едно големо откритие, а потоа да речеме таму неде 50-тите години или после Втора светска војна кога почнува вселенска ера, кога конечно успеавме да излеземе од нашата колевка, да отидеме малце подалеку. Тоа е само прв чекор, многу тежок чекор. Ние се уште, јас мислам дека не сме направиле првите вистински чекори во вселена. Се уште ни ме сечи на нешто најдалеку како човек, како луѓе што сме стигнале, нели? Ни останува голема работа и тоа нема да биде, сигурен сум нешто може дури во овој век нема да биде лесно, а кој знае уште колку векови, но сум сигурен дека ќе успееме. Да, и Нил Деграс Тајсон вели дека во овој наш век веројатно нема да доживееме ние како наша генерација да стапнеме на друга планета, но тоа не значи дека не треба да се работи во тој правец. Кои според вас се најголемите заблуди што луѓето ги имаат за вселената? Прво, школскиот систем не им дозволува да научат каде живееме.
Значи, обично луѓе завршуваат со земја, систем земја, месечина и сонце и толку луѓе, рече си, и потоа интересно е да ги мешат работите како што се сончев систем и галаксија. Тоа се две огромни разлики. И затоа и ние ги држиме тие курсеви кај што им даваме на луѓе прилика да видат каква вселена живееме. Тоа е да речеме. Онда потоа ајде да кажеме тие, нели, што ги зборевме за хороскопите, за астрологија. Астрологија е еден феномен која постоела, да речеме, во среден век, у исто време кога и во стариот век постоела. И таа не била наменета за обичен народ. Тоа била наменета за кралеви, огромно. Биле ли споени астрономијата и астрологијата? Не. Во некој сегмент? Никако. Не. Верувате, не. Никогаш ниеден астроном кој се занимава со астрономија, дури во историја ќе речете Њутон, Кеплер и така натаму, да, тие користеле, ајде вака да ви објаснам. Ако сакате денеска да успеете, ви мора да бидете член на некоја партија. Така и таа партија, ако има некоја политика, ви мора да поддржувате таа политика. Исто било во среден век. Ако вие сакате да го напредувате живот, многу е било фино да сте до кралот или до царот и да му ги задоволувате незините суети. Ако јас сакам да ви, ако сте вие кралица, јас сакам да ви кажам, јас ќе ви кажам дека денеска ќе видите некој пријател, па ќе ви може и деси дека видите некој, имате илјадици пријатели како кралица, ќе видите пријател. Дека ќе имате среќен живот, дека ќе бидете, вие ќе ме чувате, дека ќе бидете богати и така. Ако јас ви кажам дека ќе се разболите од некоја тешка болест, дека никој не ве сака и така натаму, вие ќе ми избркате од двора на утре дента. Така да луѓето кои се занимавале уште од давните времиња, тие биле пред се психолози, а не астролози, затоа што знаеле како да влезат во, да кажеме, во суета на другите луѓе, да задоволат таа суета и да можат да се хранат буквално со лагите на кои им дават на тој човек. Сега, ама таа астрологија била современа и опасност, затоа што крал, кога ишол во војна, да речеме, он ќе одише кај свој астролог, ќе го прашал што ми викат планетите за војната, ќе биде, ако јас дојаѓам и ви кажам кралице, вие ќе одите во војна, ќе победите во оваа војна, и ако вие изгубите во таа војна, мене нема да ми седи глава во дворот, него ќе ми летне глава. Значи тоа што тоа било, а меѓутоа ќе дојде друг астролог. Не, позади него ќе имат уште 10 линии што чекат. Така да од таа страна. Во исто време била и алхемија, да кажеме, како, да кажеме, некој си квази наука. Тогаш натежнееле кон камен на мудроста, каде што ќе било као да живеете довек, да бидете вечно млад, и да може да претворите камен во злато. Тоа било целта на тие тогашни алхимичари. Иако се обидувале со векови, виделе дека тоа не функционира, но алхемија денеска не постои. Зошто? Затоа што денеска и више нема крал кој ќе го или ајде да кажеме премиер нека. Затоа што и науката ја не може побива. Што и да направите, не може да направите злато од камен. Но моментот кога умрела, како се вика, алхемија, умирала и астрологија. Затоа што не било више луѓето стварно виделе дека тоа не функционира и да. Меѓутоа, тогаш се појавил Гутенберг со преса и почнала да се печатат медиуми, значи се јавиле како јавни медиуми, каде што луѓето кој не му е страв како ќе преживее денеска, дали ќе му деца бидат здрави. Имаме милион проблеми, секој од нас имаме проблеми во живот. И ако се појави некој, ако ви напише некаков си знак, пример, речем што е да не е јарец, и дека вие ако сте во јарец, вашите деца ќе бидат успешни, вие ќе бидете здрави, ќе имате шанса да се збогатите, вие ќе купите таа новина. Така, последниот пак ќе ви кажам нешто пак убаво, дека ќе имате убави проспекти во љубов, дека работа ќе ви оди фино, вие пак ќе купите тоа списание. Ако јас напишам дека вие како јарец ќе се разболите, дека вашиот ближен ќе умре, дека работа ќе ви пропадне, вие нема да купите следниот пат тоа списание. И вие ако гледате во хороскопите, никош немате нешто трагично лошо, може да биде нешто между најбенигно може, да, нејасно, замаглено, а добрите работи ќе бидат истакнати и луѓето почнаа да купуваат тие, како се викаат, списанија. Инаку вселената станува, мислам дека некако тоа е само моја некаква лична перцепција, дека и се враќа популарноста, особено кога Холивуд ќе се насочи кон обработка на овие теми, така што филмови од типот на Интерстелар или Дон
Don't Look Up, па еве и овој новиот кој што е прогласен можеби за најдобар за сега научно-фантастичен филм Project Hail Mary. Да. Нели базиран на книга и така натаму, ја враќаат популарноста и интересот за вселината. Колку мислите дека науката во овие филмови, кои што голем да се базираат и на книги претходно многу години и многу децении напишани, е реална? Не, во многу од работи не е, но многу работи да. Не е задача на филмот да биде точен. Филмот ние кој ќе одиме, ние знаеме дека не е точно. Туку да ја разбуди љубопитноста. Ја го обожавам Супермен, го обожавам Спајдермен, ама јас уживам кога гледам Супермен и Спајдермен. Ама кога ќе излезем од кино, не мислите дека знаете да летате? Не, кога ќе излезем од кино, јас знам дека сум надвор, дека нема да ми лета Супермен и Спајдермен околу мене. Тоа, меѓутоа, задача на филмот е да не инспирира. И мислим дека многу филмови тоа го направиле. Да ја разбудат љубопитноста. Да, најдобар пример за тоа ми е, го имам слушано интервјуто со овој што бил случаен советник на Jurassic Park. Кога Спилберг прави филм, го викнал човекот кој е палеонтолог, мислим дека се палеонтолог, да. Кој го викнал за тие. Нормално он давал своите сугестии, ама тоа не е нешто што Холивуд прифаќа, да Холивуд не му е интересно да диносаури бидат досадни и да бидат фини, да бидат погледливи, да бидат атрактивни. И они ги Холивуд си направил да бидат атрактивни. Он им кажал, ово не е точно, добро, окей, ти си ни кажал, ние ќе си го тераме по наше, нели? И што се случило? Откако што се излегол Jurassic Park, од двајца студенти до тројца што имал во година што се пишале на палеонтологија, се појавиле 20-30 нови палеонтолози. Кои ништо останат 10 или 5 дека останат се повише од двајца. Така? Да. Кои што можеле да стигнат до нула. Да, затоа што многу лесно може. Вака со вакви филмови ги инспирираме млади луѓе, деца ги инспирираме. Дај да навлезем во можда не мора да ги послушам мама и тато да будем IT инженер или да бидем архитекта. Можда би било филм да бидем астроном или да бидем палеонтолог па да направам. Можда не е најбитно на свет да се има Мерцедес, не знам каква класа. Можда е побитно да тоа што го работам ми инспирира. Да ги задоволам прашањата во мојата глава. Да, и да уживам во тоа што работам. Да вие седнете, јас сум сигурен дека на ниеден палеонтолог не му е, на ниеден човек не му е интересно да седи во некоја пустиња, да земе со некоја си чепкалка за заби и такво нешто и да отиде во коска од Тираносаурус. А јас сум сигурен дека тој палеонтолог да го мери тоа зрачи со среќа и со уживање како се вика тоа што пронашол некој диносаур или такво нешто. Што ќе му даде нова информација. Јас среќен кога ќе земам телескоп. И како се некој што го гледа од надвор. Што ве прави најсреќен? Знаеш дека гледаш пример некој звездано јато кој е илјадици години далеко од тебе. Гледаш како се вика галаксии кои се стотици милиони далеко години од тебе. Или гледаш квазар кој е милијарда и кусур или 2 милијарди години далеко од тебе. Значи ти гледаш светлина во твоето око влегува светлина пред милиони или милијарди години далеко што тргнала таму. Доволно погледнете само дури со голо око може да видите Андромедина галаксија, но не од Скопје нормално, треба да бидете на навистина темно место. И ви кога гледате таа со голо око, без поглед, мислам со поглед и телескоп каде подобно, нели? Вие гледате едно мала, така како мало облаче, како заматено нешто, ама вие гледате светлина во моментот кога таа тргнала од таму, Homo sapiens на оваа планета била мислена именка. Тогаш што прилике приматите почнале да се дигат на двете нозе. Значи, ето е до таму сме. Значи, Australopithecus afarensis, она човена Лусија, ако сте слушнале за неја, било прилика, тоа отприлика на некој време. Знаете, само кажувам ентузијазм. И додека зборувате сега, ви се познава ентузијазмот. Работите да ви бидат поубави, само затоа што ги знаете. Стално го едно пример мене, и вие ќе ви гледате виножите, јас ќе го гледам виножите. Ама јас ако знам како настанува виножите, ако ги кажам, знам како идат поредослед тие боите, ќе знам повише да уживам да го загадам, а не да го видам само како некоја слика на платно и толку. Ама ја гледам виножите, знам дека сонцето мора да ми биде од таа и таа позиција, дека капките се таму и таму, дека се прекршува така и така и да идат боите по тоа и тоа редот. Дали мислите дека сме сами во универзумот и што би било поголем шок за нас да дознаеме дека постои вонземски живот или да сватиме дека сме сами? Има, тоа мислам дека беше од Исак Асимов две застрашувачки вистини. Една е дека ги има многу и дека ние сме само еден дел кој чекаме да биде откриени, што не е неточно. Јас се повеќе сум
на таа теорија дека некој во Вселена мора да биде прв. Така? Пример, имаме човек кој прв претрчал 100 метра испод 10 секунди. Некој морал да биде, тој има име и презиме, така, нели? Имаме Едмунд Хилари, прв човек што се качил на Монт Еверест. Сега се качили илјадици луѓе. Ама тој ќе го памтиме. И го имаме Нил Армстронг, тој е прв кој стапнал на месечина. Вториот Баз Олдрин и Майкл Колинс, не знам дали некој ќе ги памти или не, има да ги памти. Ја не ги знам четврти, пети, шести кои се таму, до 12 кои се. Да, но тие што го кршат. Еден мора да биде прв. Да. Еден мора да биде прв. Што ако сме тоа ние? Тоа тој факт ме фасцинира. Што ако ние имаме вселенско историска одговорност да населиме оваа вселена или оваа наша галаксија? Не мораме да населуваме други галаксии, затоа што ако има човек појам колку се тоа далеки простори и дека вие до најблиска звезда ви треба 4,5 години, само да стигнете тоа ако патувате речиси со брзина на светлина. Може би има и некои други што го поставуваат исто во прашање. Не. Значи сега ја бришеме таа првата, нели, дека ги имаме, веројатно може да ги има илјадици. Денеска ние нашите сонди кои што сме ги пратиле да го истражуваат нашиот сончев систем ни донесоа една многу големо знаење. И знаете што пронајдовме во астероидиве на другите, сето она што го твори животот кај нас на нашата планета го има на астероидите. Или го има сегде. На Марс го има, сето тоа што го има на нашата планета да направи животот го има тука. Но само овдека знаеме дека има живот. Овдека сме измериле, ви кажав тоа, нели, маса. Овдека сме измериле да има живот. За другите сонуваме, за другите ги посакуваме. Јас сум прв тој што би сакал сега да идем до оваа зграда и да ги видам. Значи, немам, мислам, човек на планетава кој би се радувал повеќе од тоа него што сум јас. Дали мислите дека човештвото е спремно за тоа? Мислам, ова е темата и на Спилберговиот последен филм, нели? Дали сме спремни да ја прифатиме вистината дека тоа нема никој да не праша. Да. Мислим дека никош нема да бидем, никош нема. Исто како она дали сум спремен да се оженам или да се мажам, никош нема да бидеш спремен. Тоа се едноставно да се направи. Дали тоа ќе ни дојде, тоа нема да зависи од нас. Ако навистина постојат и ако навистина сака да исконтактира со нас, тие ќе најдат најприфатлив, како се вика, најбезболен начин како тоа да го направат. Тоа сум сигурен дека не би дошле како што дошол Колумбо и конквистадори во Америка да не побијат сите тука и за да, нели? Тоа сум сигурен дека нема да бидат. Апсолутно сум сигурен во тоа.